Денешниот ден е од големо значење за железничката инфраструктура во Република Македонија. После 2 децении во кои железничкиот сообраќај беше на маргините на интересот на властите во нашата држава, оваа влада започнува со првите посериозни капитални инвестиции во последните 30 години. Изминатата година го пуштивме во употреба новиот телекоманден центар со кој се следи целокупната железничка мрежа во земјата. Ги пуштивме во употреба новите 36 товарни вагони, како и 2 современи електрични локомотиви, за што беше инвестирано околу 10 милиони евра. Таквите инвестиции беа само увертира на она што следи. Со денешниот настан започнува капиталниот проект на владата на Република Македонија за ремонт на железничката пруга во должина од 54 км долж коридорот 10. Со овој проект се предвидува ремонт на пругите на деониците Табановце-Куманово, Мираковци-Смоквица, како и деоницата Ногаевци-Градско-Неготино. Проектот представува инвестиција вредна околу 17 милиони евра и е во насока на модернизација на железничката инфраструктура, зголемување на безбедноста на истата, како и зголемување на брзината на возовите до 120 км на час. Само за споредба, сегашната брзина на возовите е во просек од 40 до 50 км на час. Покрај овие деоници, владата веќе започна со подготвителни активности за изведување на ремонт на пругата Битола-Кременица, која во моментот е нефункционална, односно не се користи. Со реализацијата на овој проект, пругата повторно ќе се стави во употреба, со што ќе се придонесе за подобрување на можностите за транспорт и превоз помеѓу Македонија и Грција. Ремонтот на оваа деоница ќе ја земе во предвид и индустријската зона Жавени, кај Битола, а ќе излезе во пресрет и на барањата на бизнис заедницата, која има голем интерес за воспоставување железничка врска помеѓу Пелагонискиот регион и северниот дел на Грција. Покрај деоницата Битола-Кременица, како дел од коридорот 10, предвидена е реконструкција и на железничката пруга на деониците Куманово-Делјадовце и Драчево-Велес. Паралелно со овие проекти, владата во наредните години ќе започне со рехабилитација и надградба и на поголемите железнички станици долж коридорот 10, значи средување на железничките станици. Почитувани присутни, вакви инвестиции во македонската железничка инфраструктура не се паметат во поновата историја на Република Македонија. Покрај инвестирањето во нови и ремонт на старите пруги, планираме и набавка на повеќе нови гарнитури на возови и вагони, за кои што веќе е започната постапката. Проекти за подобрување на безбедноста и сигнализацијата на пругите. Проекти за автоматска регулација на брзината на возилата, како и други проекти кои јасно ставаат до знаење дека работите во македонскиот железнички транспорт конечно се развижуваат на подобро. Спроведувањето на ваквите проекти во железничката инфраструктура ќе ги намали негативните ефекти врз животната средина, ќе излезе во пресрет на фирмите и на индустријата, ќе ја зголеми брзината и безбедноста на возилата, ќе ги зајакне врските со соседните држави, ќе го зголеми протокот на меѓународната трговија и конечно ќе излезе во пресрет на барањата на инвеститорите и на потребите на граѓаните. Македонија тоа го заслужува. И Македонија тоа и ќе го добие. Нека е со среќа почетокот на големата реконструкција на македонските железнички пруги. И честитки за сите учесници во овој процес, тргнувајќи од министрите Јанакиевски и Ставровски, директорот Асани, нивните вработени, владата, парламентот, мнозинството во парламентот кој што ги прифати овие одредби и закони за спроведување на ова голема реконструкција и модернизација. Честитки до сите што учествуваат во овој процес и се надевам дека за брзо време ќе се собереме да го означиме крајот на оваа крупна реконструкција и промена во железничкиот сообраќај во Република Македонија. Ви благодарам.